Милинник, пиќе на езерото Дона го сретнавме на патеката покрај Отиња. Вели дека слушнал дека се крадат кучиња и дека потоа се препродаваат поевтино, и тоа најчесто надвор од градот, за собствениците да не ги препознаат. Овој кој чува дека расне кучиња, ли чува ги од дворови. И тука ги крадат од дворовите. Иначе имам слушнат од повеќе луѓе дека горе таму кај на Радански пат кај манастирот, боровите што се, дека и мало граден прозор, дека ги чуват вие украдените кучиња, миличиња и дека после ги продават. Младо куче, младо, од 50 до 100 евра вреден, мало куче. А возрастно може до 150 евра да постигне. А тие ќе го продадат за многу помалку пари? Па за помалку ги продават. И тоа надвор од градот ги продават. Си некој ќе си ги познае нормално, не? Така да ги продават обично надвор од Штип. А тоа дека се крадат, се крадат. Па гледам често има написи по вие дрвата тука, нели? Куче тоа и тоа, засликано, немаго, тоа се е украдено тоа. Речиси секој ден преку социјалните мрежи се бараат исчезнати миленици. Украден е домашен милиник. Ако имате било каква информација, ве молам да ми известите. Следува награда. Се наслови кои ги постираат собствениците кои останале без своите миленици. Штипјани не ги оправдуваат овие кражби. Белат надлежните да превземат мерки. Чувам го 11 месеца. Не ги оправдувам кражбите, бидејќи миленичијата се дел од нашето семејство. А треба мислам надлежните органи, мислам Министерството за вътрешни работи да ги проверят тие гласени ли са или не ли са. Имат патроли натика, пушат дали свои луѓе, службени лица, треба да се проверят тие работи. А мислам дека е точно. Порано актуелни беа кражбите на ловички кучиња. Од Штипското ловно здружение вела дека сега не се актуелни и ги нема во тој размер како порано. Од СВР Штип вела дека според нивната евиденција нема пријави, од причина што честопати откако ќе пријават кражба, собствениците пријавувале дека ги пронашле мирениците или дека се вратиле дома. Но ги охрабруваат да ги пријават кражбите за да превземат мерки. По се зачестените злоставувања на домашните миленици, а сега и кражбите, собствениците на расни кучиња повторно ја потенцираа потребата од формирање на полиција за заштита на животни, поаѓајќи од тоа дека кражбите се кривично дело за кое се предвидени и санкции.